90% субвенционирана струја за компаниите и граѓаните предлага Демократскиот сојуз на Павле Трајанов како државна помош за справување со најголемата енергетска, но и економска криза во поновата македонска историја. Да функционираат компаниите, поскупувањето 90% од поскупувањето на електрична енергија да го компензира државата, како што тоа го прават некои други држави. Да речеме Грција веќе објави дека 95% поскапувањето на струјата ќе компензира државата. Или втора можност, дел од тие средства што ќе ги компензира државата после кризата да имат можност компаниите во рок од 5 години да го исплаќат тој, да речеме, тој долг или таа разлика во цените. Освен ова, од партијата на Павле Трајанов се предлага помош и за најсиромашните категории на граѓани. Предлагаме да се подготви социјален пакет, затоа што голем број на пензионери, на граѓани со ниски примања веќе не може да екзистират. Доведена е прашање обстојањето на семејствата. Не може да ги плаќат сметките, не може да купат леп и се она што е прехранени производи. Така да, мислам дека наместо меѓу себе да се расправат партиите за други споредни прашања, требава за ова да расправа парламентот и да донесе мерки. Се разбира дека владата треба да подготви стратегија и да бара поддршка од парламентот од сите партии. Според Демократскиот сојуз, еден од приоритетите за кои треба да расправа парламентот е и тешката економска и енергетска криза во земјата и справување со последиците, како и спроведување на законските обврски од граѓаните и компаниите кои не плаќаат електрична енергија и данок.